Поздрав до вас и до нашите гледачи и ова утро. Заедно сме со адвокатката Мимоза Салтирова, ќе разговараме за една тема што многу меѓу нас ја разговараме, знаеме за што станува збор, меѓутоа не секогаш го ставаме во редот на кривичните дела. Кривично дело демнење. Мимоза, поздрав до тебе. И Добро. Се надевам дека она за што ќе говориме во овие неколку минути ќе биде и актуелно, а и практично за нашите гледачи, оние кои што имале проблем. Не е така бенигна работа. Да, добро утро на вас. Ви благодарам што ја посетивте мојата канцеларија и што можеме во еден ваков утрински амбиент да проговориме за новото кривично дело демнење. Во јавноста навистина имаше реакции, повеќе можам да кажам дека беа негативни во однос на она како би се применувала оваа одредба од кривичниот законник, односно новата измена за новото кривично дело демнење. Но јас би почнала од себе. Секогаш кога се носат измени на закони и дополнувања, без оглед дали се работи од оваа област, од кривичното право, лично јас кога се запознавам со тие измени, сум насочена во однос на тоа дали истите би можеле да се злоупотребуваат во иднина. Односно, каква е таа одредба која што во пракса би можеле ние адекватно да ја употребиме или не. Тука за кривичното дело демнење, навистина можам да кажам дека и во минатото сме се сретнувале со одредени елементи кои што сега се предвидени во ова кривично дело, но не сме имале можност како да се поведе постапка. Сега ја имаме таа законска можност, меѓутоа кај мене како адвокат искрено е многу дилема во однос на собирање на доказите и сето она кое што би се извело пред суд. Кога би имале, например, демнење кое што би било во пишана форма, дали е преку мејл, писма, пораки, било каков вид на комуникација. Трага на докази. Трага на докази, точно. Значи, преку социјалните мрежи и така натака. Тоа е многу лесно да се утврди, односно, веќе ги имаме тие материјални докази. Меѓутоа, што се случува кога имаме еден вид на демнење со следење? Значи, тука поради времето што ни е кратко, нема опширно да говорам, меѓутоа само сакам да дадам една порака на гледачите дека треба да бидат многу внимателни доколку го пријават ова кривично дело демнење и навистина треба да бидат сигурни дека се работи за една скриена намера на демначот, каде што тие би се нашле навистина во форма на жртва и би имало, например, одредени несакани последици врз нив или врз нивните блиски, онака како што е утврдено кривичното дело. Но навистина морам да напоменам дека при пријавата мора да бидат внимателни, да не излезе дека е лажно пријавување на кривично дело, па е тука може би и злоупотребите, но кои категории на луѓе, обично оние што се поекспонирани, може би да дојдат тука и закана од демнењето да биде и да премине во закана, па и со несакани последици. Тука се новинарите, тука се па и адвокатите, обвинителите, лекарите. Во демнењето може да се најде секој од нас, и како професионалец, и како личност, како граѓанин во оваа држава и дел од ова општество. Меѓутоа, повторно ќе напоменам, како порака до сите, дека навистина треба да бидат внимателни во однос на пријавата. Што вели европското законодавство, практиката, комуницирате адвокатите меѓу себе преку комора, па и со достапни се секако дека и легислативата европска, доаѓате до неа, имали исходи? Во делот на европското законодавство ние навистина се трудиме како држава да се приближиме со низ обуки кои што јас реално тие кои што се организирани од страна на адвокатската комора и Совет на Европа како хелп програма, да не кажам дека редовно се пријавувам и повеќето ги имам поминато, каде што сме насочени кон тоа европско законодавство. Во однос на доказите не велам дека не би можеле да се најдат, можеби би било тешко да се дојде до одредени докази, затоа
напоменав дека праксата ќе ни покаже на вистина како ќе резултира ова кривично дело и какви пресуди ќе носат судиите. Тука е важно да напоменеме, како што и претходно кажав, целта која што има демначот. Значи, тука тоа би се докажало единствено со психијатриско вештачење, меѓутоа, еве и со било кој психијатар вештак да разговарате, исто ќе ви го посочи, ова го зборувам од мојата пракса, дека ние не можеме да влеземе во психата или во умот на другиот. Значи, тоа исто така може многу добро да се одглуми и повторно да не дојдеме... Затоа повеќе институции треба да бидат вклучени. Да. Јас повторно ќе напоменам дека дел од оние со кои што имам разговарано се негативни и скептични и навистина велат што тоа дека банката мене постојано ми праќа мейлови и ме подсетува дека имам неплатени рати, дали е тоа демнење? Но тие се во системот и банката знае. Точно, затоа и рековте дека злоупотребите и поедноставувањето на проблемот би можел да доведе до тоа да проблемот трае и да жртвата на вистина крајната цел на оној што има атака врз неа да ја оствари, а решавањето, односно врамувањето во законска рамка на едно дело дека е кривично, превентивно треба да биде. Да, апсолутно. Да не се дава слобода, оваа дејност или оваа област е нерегулирана. Така. Сега за крај од нашиот разговор, обично кога одите на лекар, таму се знае она што има, некои од лекарите знаат да ја украсат ординацијата, се со цел да се чувствувате пријатно, посебно кај педиатрите. Но и овде да завршиме со овој амбиент, иако темата е сериозна, па да за нашите гледачи една навистина поинаква атмосфера. Ви благодарам. Сте се потрудиле? Да, ви благодарам. Да, тоа е дел, да кажам, од мојата душа. Мислам дека сечи простор, дали е работен или приватен, е дел од она кое што го носиме во себе. Тука може да видите многу различни работи и дипломите кои што сум ги стекнала со тек на моето образование, меѓутоа и приватни работи, сувенири од патувања, плешани играчки и така натакот, причина што и работам со деца многу во мојата професионална кариера, така што мислам дека канцеларијата ми е прилагодена на сечија возраст и не пречека мачорот тото. Јас ви благодарам, Мимоза, за разговорот, за учеството во утринската програма. Ете, студиот толку во ова јавување. Ова е само почеток за разговор на оваа тема. Ќе разговараме од повеќе аспекти. Ниедно заплашување, ниедно демнење и ниедно чувство на некој дека е загрозен не треба да се остави само на себе, човекот да го решава. Има институции, треба да имаме верба во нив, да ги побараме, да се охрабриме, да кажеме, решение секако дека постои на секој проблем. Ете толку во ова јавување.